Председателот на македонскиот тим на историската комисија, но и низа државни советници именувани од власта. Ова е составот на ад-хок телото кое треба да дава мислење за имињата на здруженија и фундации, откако веќе беа формирани спорните клубови Ванчо Михајлов и Цар Борис III. Формираното тело ќе ги анализира поднесените предмети и на надлежните институции ќе дава мислење за карактерот на историските личности, односно на начинот на кој ќе се формираат, со цел да се избегне злоупотреба на одредени личности кои имаат негативен контекст низ различни историски епохи. Драги Ѓоргиев, првиот човек на комисијата за ревизијата на историјата, добива уште една функција, а веројатно и дополнителен хонорар. Тој, иако е редовен член на МАНУ, само од комисијата за историски прашања заработи 86.000 евра. Ад-хок телото е составено од 7 членови, номинирани од самите државни институции, а последниот збор го имаше владата, која го формираше. Според она што како информација го сподели владината прес-служба, не се работи само за универзитетски професори кои добро ја познаваат историјата, прашањата од античкиот период, средниот и најновиот век, туку и советници во министерствата. Меѓу нив се Антонио Павловски, кој е посебен советник во кабинетот на министерката за култура, Билјана Мицковска од сектор за правни работи во Министерството за економија, Сафет Незири, државен советник за образовни политики во Министерството за образование и наука, Ана Трајчева од Централен регистар. Од универзитетски професори, освен Драги Ѓоргиев, во советодавното тело се и Билјана Ристовска-Јосифовска, Бобан Петровски и Никола Минов од Институтот за историја. Од владата нема детали кои биле критериумите за избор, ниту колкави хонорари и надоместоци би добивале членовите. Во работата на ова тело по потреба може да бидат вклучени дополнително и други лица од граѓанскиот сектор и надлежните институции, но од владата не допрецизираа во какви ситуации би вклучиле лица од граѓанскиот сектор и дали би ги послушале нивните совети да се избегнат ситуации како отворањето на клубот Ванчо Михајлов и здруженијето во Охрид Цар Борис III.